Во ова издание, за Москва и за Анкара користа од соработката во Кавказскиот регион барем засега може да ги амортизира регионалните ривалства. Аналитичари за кризата во Нагорно Карабах. Анкета. Поддршката за движењето црните животи се важни намалена. Дебата во јавноста. Со кратење на финансирањето на полицијата нема намалување на криминалот. Ако не можам од другата страна на океанот, барем да сум на море. Скок на продажба на јахти во САД во време на ковид. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка. Јас сум Јане Бојаджиевски. Победата на Азербејџан врз ерменските сили во проблематичниот Нагорно Карабах со поддршка на Турција и овозможи на Анкара да го прошири влијанието во Кавказскиот регион на сметка на Русија. Дориан Джонс има повеќе. Со азербејџански знамиња низ Турција се слави победата на Азербејџан во Нагорно Карабах. Турската воена поддршка, особено со беспилотни летала произведени во Турција, беше клучна во борбата во проблематичната енклава во Азербејџан, што ја држа етнички ерменци. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган сега изгледа дека сака натамашно да го прошири турското влијание. Со поддршка на Азербејџан, Анкара врши притисок турската армија да се приклучи на руските мировнички сили за одржување на примирието постигнато со посредство на Москва. Но Турција се соочува со отпор. Русија не дава согласност по тие услови, а истото важи за Техеран. Но во исто време Русија соработува со Турција. Москва и Анкара ќе ги надминат нивните разлики како што направија во Сирија и на други места. Руските и турските сили веќе соработуваат во Сирија, иако поддржуваат спротивни страни во граѓанската војна. Таквата соработка ја привлече Анкара поблиску до Москва, предизвикувајќи загриженост меѓу НАТО партнерите на Турција. Војната соработка во Нагорно Карабах може натамашно да ги продлабочи руско-турските врски. Но некои руски медиуми изразија загриженост за зголеменото присуство на Турција во Кавказскиот регион, што долго се сметаше за руски домен. Но аналитичарите на медиаторството на Москва во постигнувањето на примирие во Нагорно Карабах гледаат како на зацврстување на руската доминација. Русите по неактивност од 6 недели во рок од неколку часа ставија крај. И за себе си обезбедија контролна позиција и му покажа на светот дека Западот нема место на Кавказот. Но Турција е исто така еден вид победник. За Москва и за Анкара користа од соработката во Кавказскиот регион барем засега може да ги амортизира регионалните ривалства. Сега зависи од народот во Нагорно Карабах да го вратат во нормала нивниот живот. Илјадници американци со месеци протестираа против полициската бруталност, бараа реформи. Меѓутоа, движењето црните животи се важни, според последните анкети, има намалена поддршка. Зошто? Поминаа месеци од демонстрациите во САД, потикнати од смртта на Џорџ Флојд, афроамериканец кој што почина како последица на полициска бруталност. Во држава каде има децентрализација на полицијата, веќе се случија некои промени на локално ниво, вели Скот Робертс од организацијата Бои за промени. Забележуваме како активисти избират обвинители, повеќе ориентирани кон реформи ширум земјата. Но има опаѓање на поддршката за движењето црните животи се важни. Неодамнешно истражување на центарот Пју покажа дека 55% од возрастните американци изразиле некој вид поддршка за движењето, споредено со 67% во јуни. Но поддршката меѓу афроамериканците и американците со азиско потекло и натаму е непроменета. 87% од афроамериканците велат дека го поддржуваат движењето. Приоритет за мене и Бој за промени е намалување на големината и опсегот на делување на полицијата. Робертс вели дека од полицијата било побарано да постапува во случаи што не се во нејзин домен, како да одговори на повик за криза поврзана со ментално здравје. Ние бараме обучени професионалци кои знаат како да се справат. Но луѓето кои се ментално нестабилни може лесно да станат насилни, коментира Бетси Смит од Националната асоциација на полицијата. Ако испратиме здравствени работници за ментално здравје во униформа, веројатно ќе бидат повредени. Таа вели дека за обука на здравствените работници за ментално здравје за справување во потенцијално насилни ситуации
е потребно финансирање. Сум се нашла среде буџетски кратења, кога во заедницата се случуваат непријатни нешта и секогаш први на удар се програмите за обука на полицијата и придружен тренинг. Истражување на форумот за работа на полицијата покажа дека речиси половина од нив се очекува да ги намалат буџетите, вели Чак Векслер. Големи градови како Њујорк ќе загубат $1,000,000,000. Полицијата на Лос Анџелес загуби $150 милиони од буџетот, дури и со заложбите за намалување на средствата за полицијата. Анкета во јуни и јули на Галуп покажа дека 81% од афроамериканците сакаат исто или друго поголемо присуство на полицијата во местата каде што живеат. Не можете да го скратите финансирањето за полицијата и да очекувате намалување на криминалот. Робертс вели дека крајот на насилството почнува со решавање на социјалните прашања, преку обезбедување ресурси за заедниците, чии средства се неопходни. Потребни се инвестиции кои што ќе им помогнат на заедниците да бидат постабилни: образование, домување, здравствена нега. Промените што ги иницира овие протести на сојузно ниво ќе зависат од тоа што ќе сторат законодавците кога ќе се вратат во Конгресот следната година. За крај на News Flash, кој е најдобар начин да се дружите на отворено за време на пандемија? За многумина одговорот е вода. Следниот прилог доаѓа од Флорида. Пандемијата со коронавирус, што се прошири во светот во март, погоди многу аспекти од животот на луѓето. Но во сиот тој хаос, меѓународниот саем за бродови во Форт Лодердейл добро се држи. Ова беше еден од најважните саеми за бродови во последните години и чувствуваме дека мора да бидеме тука со оглед на ова што се случува. Пристаништето на Форт Лодердейл се протега на 10 километри. Оваа година сите места за вкотвување не се исполнети, но продажбата бележи скок. Грег Силвер и Брент Деселиер ги пречекаа потенцијалните купувачи на нивната 29 метри долга јахта. Добре дојдовте на јахтата. Дозволете да ви покажеме. 4 спални соби, салон, кујна. Собствениците се сигурни дека лесно ќе најдат купувач за нивната 8 милионска убавица. Многу луѓе доаѓаат и велат: ми почина пријател, јас со години сакам да купам јахта, но зошто да чекам повеќе? Годинава ќе ни биде рекордна. Додека мултимилионските јахти се недостижни за обичниот муштерија, помалите чинат по неколку илјади долари и се подостапни. Нудат добра забава и држење дистанца во време на пандемијата. Споредено со Мерцедес или БМВ, ова е вашата Тојота. Оваа јахта е направена за просечни семејства од средната класа. Не бара големо задолжување, дава шанса да поседувате брод. Овој саем привлекува најмалку 100.000 луѓе и остварува над $1,000,000,000 од продажба секоја година. Оваа година Националната асоциација за производство на бродови објави дека постигнале рекордна продажба во мај и јуни. Посетителите се и потенцијални купувачи. Тука нема големи бродови, побаравме помал како оној што го имавме, за помалку главоболка. Луѓето изгледа размислуваат: ако не можам да одам од другата страна на морето, барем да сум на море. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации проследете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.